Олабавувањето на ковид мерките повторно значително го зголемува притисокот врз 6 детски градинки од јавната установа Детски градинки Наша иднина во Прилеп. Капацитетот од 617 места целосно е исполнет, а најмалку 450 деца се ставени на листата на чекање, која пак секојдневно се зголемува и не се знае кога и дали овие деца ќе дојдат наред. Родителите се жалат дека биле принудени да фаќаат дебели врски за да ги згрижат своите деца. Недостигот од места во прилепските детски градинки е хроничен и многогодишен, признава и директорот на градинките Орце Тодоровски и додава дека заради ковид протоколите овој сериозен проблем сега станувал уште поголем. Имаме 4 нови воспитни групи во други просторни услови во самите објекти. Тоа се некаде околу 80 дечина. И тоа вака ни ја олеснува работава, бидејќи имаме голем наплив на деца. Сите сакаат да ги носат децата во детските градинки. Прошлиот месец сите од Министерството за труд и социјална политика имаме наредба сите детски градинки, секој родител денеска дошол и денеска ќе биде запишен на листата на чекање. Имаме сигурно околу 450 деца. Иако овој проблем трае со години, изградбата на новата градинка, која беше едно од главните предизборни ветувања на оваа власт, конечно започна дури пред 2 месеци, иако во изминатите 3 години редовно се најавуваше како капитален проект кој само што не финиширал. Вредноста на новата градинка е 133 милиони денари, со капацитет за околу 250 деца и според оптимистичките најави на властите, треба да биде готова до почетокот на новата учебна година. За сега ископани се само темелите. Од друга страна, Советот на општина Прилеп на последната седница, минатиот месец, префрли 60 милиони денари, пари како вишок од сметката за блок дотации на сметката на основниот буџет на Прилеп, иако претходно имаше тврдења дека парите за градинката веќе биле обезбедени. Инаку, при поставувањето на камен темелникот за градинката на 2 април годинава, а на која присуствуваше и премиерот Заев, министерката Шахпаска се пофали дека до крајот на годинава ќе биле изградени 14 нови градинки во повеќе градови во земјава.